Се конституираше новото собрание откако беа верификувани пратеничките мандати и по не многу долга, но остра расправа со 76 гласови за нов претседател на парламентот беше избран Африм Гаши, еден од лидерите на коалицијата Вреди. Убеден сум дека ако знаеме и сакаме, имаме многу точки кои не обединуваат и ова е добра можност да соработуваме. А имаме многу малку работи кои не разделуваат и тоа е можност да се толерираме и да го почитуваме правото на демократија. Дека денешната конститутивна седница ќе помине во вжештена атмосфера се увиди уште навлегување во зградата на собранието, откако и официјално беше потврдена информацијата дека Гаши е предложен за нов претседател на парламентот. Зад него застанаа 75 пратеници, вклучувајќи ги и ВМРО, ДПМН и знам на Максим Димитриевски. Ние би дали поддршка од нашите 6 да не биде албанец претседател на собрание. Ево отворено го повикуваме Мицкоски, бланко поддршка на невидено, само да не биде косоваризиран повторно македонскиот парламент. Одговорот на лидерот на ВМРО ДПМН е партијата која ќе ја предводи идната влада стигна брзо. Треба ли да го коментираме Димитар Апасиев? Димитар Апасиев пред изборите имаше бланко понуда од ВМРО ДПМН да се приклучи и да застане на страната на македонското национално единство. Тој одлучи повеќе да се посвети на правењето планови каде ова лето ќе ужива, дали на Хургада или на некоја друга грчка плажа. И како што еден од неговите поранешни сопартици вика дека тие беле на група на џанаци, така и продолжува да се однесува. Острата атмосфера од пред собранието се пресели во пленарната сала, каде по верификацијата на пратеничките мандати се дебатираше за изборот на Гаши за спикер. Темпото го наметна левица, напаѓајќи ја ВМРО ДПМН дека само предизборно продавала патриотизам. Джабе се 58, джабе се 61 и 63 партија со два пратеници ќе владее со ова собрание и доколку не му е по волја било што разрешување на некој министер од неговата партија, вие ќе треба пуч да му правите по ходниците, затоа што нема да можете да свикате седница. И сега, за крај, вие наводно, мислам, тоа ви е наративот, ги браните македонците од бинационалност, но вака вие бинационалноста ја формализирате. Ова е ефтин политички театар од коалиционен партнер на ДОИ. Промашувате политички тези како што промашувавте прогнози за избори. Ки имавте од 10 до 15, ВМРО ДПМН немаше да има повеќе од 50-тина, за на крај да видиме дека работата е диаметрално спротивна. Со денешното конституирање на собранието почна да тече рокот од 10 дена во кои претседателката на државата треба да го одобри мандатот за состав на новата влада на партиите кои имаат мнозинство во парламентот. Мандатарот има 20 дена да ја поднесе програмата и составот на владата која ја избира собранието. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.